Председателката на Европската комисија Вера Јурова вели дека секој кој сака да живее во Европа мора да ги прифати да ги почитува низините основни вредности: демократијата, човековите права и владењето на правото. Кога станува збор за земјите кандидатки, лесно е да се почитува овој став, но што се случува кога ударот врз европските столбови доаѓа одвнатре? Европската унија во последниот период има сериозен проблем со однесувањето на две земји членки, Унгарија и Полска, но се чини дека суштината со проблемот на владењето на правото не е сконцентриран само околу Будимпешта или Варшава. Во оваа емисија на Агенда 35 зборуваме токму за владењето на правото, кај нас и во Европа. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате: Европската унија забележува добар напредок во сферата на владењето на правото кај нас, но тоа не е доволно за да имаме целосно независен и ефикасен правосуден систем и ефикасна борба против корупција. Соработка на Агенда 35 со дигиталниот медиум види вака: приказна за дискриминацијата во работните односи и судбината на бремените жени, кои се одлучиле правдата да ја бараат на суд. Интервју со Бојан Маричик, министер за правда, за слабите точки низ ресорот и за актуелната битка на европскиот континент за владењето на правото. Останете со нас. Постигнат е добар напредок во сферата на владењето на правото во земјава според последните оценки на Европската комисија. Но колку е тоа доволно за да имаме целосно независен и ефикасен правосуден систем и ефикасна борба против корупцијата како фундаментални права во Европската унија? Реформите во владењето на правото и почитување на човековите права како основни европски вредности кои што се преговараат во поглавјата 23 и 24 или поново се дел од првиот кластер фундаменти, очигледно ги подобруваат работите. Меѓутоа, уште многу треба да се направи за да се промени системот целосно, така што ќе обезбеди неселективна правда за секој. Генералната оценка на ЕУ за оваа област вели дека е зајакната независноста на правосудството. Донесени се нови реформи, вклучително и законот за јавното обвинителство, обезбедувајќи одговорност за делата кои произлегуваат од и се поврзани со незаконските прислушувања. Државната комисија за спречување на корупцијата ги искористи своите засилени овластувања и продолжи да дава резултати, вклучително и за случаи на високо ниво. Но корупцијата е распространета во многу области и останува прашање на загриженост. Во однос на правосудниот систем, кој се оценува како умерено подготвен да ги примени европските стандарди, се потврдува дека е направен добар напредок во спроведувањето на реформите оваа година, но се уште се потребни напори за целосно спроведување на начелата на независност и транспарентност, особено за да се запрат сите критики за судскиот систем дека подлегнува на извршната власт. Стратегијата за реформа во правосудниот сектор придонесе за подобрување на независноста на правосудството, но некои од реформите се уште не ги дадоа сите посакувани резултати. Останува важно да се обезбеди дека судството е заштитено од кој било ризик или перцепција на политичко мешање. Дополнително, со употреба на достапни механизми да се провери професионализмот и интегритетот на судиите и на обвинителите, пишува Европската комисија. ЕУ ги забележува како позитивни чекори донесувањето на Законот за јавно обвинителство, кој стапи на сила од јуни годинава, а кој треба да обезбеди разврска на случаите на специјалното јавно обвинителство и донесувањето на ревидираниот Закон за Советот на јавните обвинители. Ефективното спроведување на законската рамка, како и зголемените напори на сите засегнати страни, ќе придонесат за зголемување на довербата на јавноста во правосудството, потенцира Европската комисија. Оценките на Комисијата за ефикасноста на правосудниот систем исто така се позитивни, забележувајќи дека скоро сите судови продолжиле со позитивен тренд на двојно повеќе решени предмети, со исклучок на прекршочните и второстепените административни предмети. Генерално, недовршени се предмети според старите процесни закони кои што го попречуваат нивното решавање. Што се однесува до финансирањето на судската власт како важен елемент за подобрување во овој сегмент, Комисијата забележува дека од буџетот годинава има зголемување од приближно 6% за судовите, но намалување за 15% за јавното обвинителство. Но буџетските расходи за судовите и обвинителствата остануваат пониски од просекот на Западен Балкан. Додека во земјава секој од нас одделува по 21 евро, просекот за судскиот систем на Западен Балкан е двојно поголем и изнесува речиси 42 евра. Во Европската унија овој просек е 98 евра по жито. Во земјава има 496 професионални судии, што е речиси 24 на 100.000 жители и 190 обвинители или по 9 на секој 100.000 жители. Во овој дел, Европската комисија вели дека останува од суштинско значење да се обезбеди соодветна проценка на потребите, особено во обвинителството, и да се донесат стратегии за човечки ресурси засновани на факти. Просечните плати на судиите и обвинителите се малку под просекот на Западен Балкан.
Господине Маричик, добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Ќе ве прашам прво за вашиот мандат, каде најмногу видовте проблеми? Значи, кои се оние најслаби точки во вашиот ресор? Пред се мислам дека генерално слабата имплементација на дел од донесените закони се главен проблем и мислам дека заживување на законите е главна задача на нашиот систем. Потребата од филтрирање на правосудниот систем како метод за зголемување на неговата ефикасност и воедно зголемување на јавната доверба во правосудството е исто така нешто што се согледува на прва и што се беше јасно уште пред да ја превземам оваа позиција. За жал, мислам дека една од клучните точки е што е остаток од претходниот период е недостаток или непостоење на заедничка политичка волја кај опозицијата и кај власта. Значи кај власта постои јасна политичка волја, за жал кај опозицијата нема јасна политичка волја за заеднички да се поддржат и да се туркаат реформите во делот на владењето на правото и на правосудството. Тоа почна уште претходниот период, кулминираше со законот за јавно обвинителство и за жал продолжува до ден денес. Тоа се клучните да речам точки кои што можам да кажам дека се слаби во моментот. Зборувате вие дека има јасна политичка воља кај власта, значи има различни интерпретации на тоа ваше тврдење, меѓутоа кога зборуваме за владењето на правото како концепт, секогаш се фокусираме на случаите на висока корупција и на висок криминал. Тие меѓу другото беа и забележани од Европската комисија, но претпоставувам дека треба повеќе енергија да се потроши и фокусот да се расшири и на целокупноста на функционирањето на владењето на правото како концептен демократски. Значи не само реформите во судството и така натаму, туку и онаа корупција која што е низ администрацијата и низ оние административни лавиринти, ангажманот на самите граѓани, значи граѓанската вклученост во демократските процеси и така натаму. Значи мислам дека тука имаме недоволен фокус. Како вие гледате на таа поширока слика на концептот на владење на правото кај нас? Мислам дека е многу битно што конечно после 2,5 децении или 3 децении независност, владењето на правото кај нас е една од најважните или топ темите во општеството и драго ми е што е тоа така и тоа е благодарение пред се на процесите од последните 5-6 години кои што се отворија во нашата земја, во Северна Македонија. Инаку владењето на правото и правната држава како демократски принципи ние ги имаме вградено во уставот уште на самиот почеток. Меѓутоа тие се само на хартија доколку не заживеат вистински на сите нивоа. Од најниското ниво, да речам, од секојдневието на граѓаните во контактот со институциите, од однесувањето на институциите, па до оние случаи на висока корупција кои што толку често ги спомнуваме. Значи, во сите тие форми на владење на правото се подеднакво важни да функционираат. Секако високата корупција како тема е секогаш индикатор дали системот може да се справи со комплексните случаи каде што има политички интерес, доколку може, тогаш тоа би требало да биде индикатор дека ќе се справи и со полесните случаи. Тоа не е секогаш по правило така, меѓутоа за нас основен критериум за демократскиот принцип на владење на правото е довербата кај граѓаните. Ако граѓаните ја имаат довербата во правосудниот систем, но и генерално во институционалниот систем, тогаш тоа значи дека добро ја вршиме работата. Довербата во институциите кај нас е се уште на ниско ниво, но да речам барем кај правосудството се забележува одреден раст. Дали тој ќе се задржи или не зависи пред се од правосудството и пред се од оние кои што секојдневно ги спроведуваат законите. Мислам дека и затоа и како наша одговорност, како владина одговорност го превземавме ова како тема и го превземавме ова како принцип и борбата против корупцијата и криминалот, но и филтрирањето на судството, бидејќи сметаме дека тоа се важни инструменти да профункционира правната држава и владењето на правото. Инаку ќе заглавиме постојано во постојани реформи кои што убаво звучат, дел од нив и даваат резултати, но не ја креваат довербата кај граѓаните. Затоа основен критериум мора да ни биде колку граѓаните веруваат дека може да истераат правдина, колку граѓаните веруваат дека институциите функционираат согласно законот и за сите подеднакво. Тоа според мене е клучна заложба на која што секој ден
треба да работиме. Тоа е дел од принципот на казнивост, таму каде што веројатно стоиме и најслаба, па затоа и таа реформа, особено во судскиот систем, е неопходна. Вие честопати зборувате за проветрување. Ке го користам вашиот термин во судството. Што точно мислите со тој термин и што точно тој процес треба да опфати? Морам прво да одговорам на ова што го спомнавте. Мислам дека кај нас во последните 4-5 години има навистина големи чекори напред кон разбивање на неказнивоста или на неодговорноста. Да не заборавиме дека имаме повеќе поранешни функционери, високи функционери кои што веќе имаат судски пресуди, има и што многу кои што немаат, има и актуелни функционери кои што беа актуелни во изминатиот период, а и веќе има и за нив судски пресуди или пак има постапки, така што мислам дека има значителни чекори во надминување на неказнивоста. Дали е тоа доволно? Секако дека не е, секако дека треба и многу повеќе. Меѓутоа, мислам дека сме тргнати од мртвата точка и дека имаме добра шанса да направиме еден пресврт во тој дел. Во таа смисла го доживувам и ова прашање на проветрувањето или филтрирањето на судството. Суштината на тој процес е да направи одделување на честните, професионалните и одговорните суди и обвинители од оние кои што не се такви. До крајот на годината е на 28 декември очекуваме да имаме усвоена таа методологија за филтрирање, за прочистување на Советот за реформи во судството, а претходно треба да биде издискутирано, усвоено на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. Ги финишираме деталите и ќе ја представиме навремено на јавноста. Очекуваме преку овој процес значително да се подобри работата на судството и обвинителството, а со самото тоа и да се зголеми довербата која граѓаните имаат кон правосудниот систем генерално. Во многу земји од Европа актуелна е темата колку ковид кризата и пандемијата влијае врз владењето на правото, од аспект што на многу влади им беа дадени механизми да носат брзи закони со кои што не поминуваат низ филтрот на парламентот и така натаму. Ние гледаме исто и кај нас дека има низа на законски измени кои што се по скратена постапка, иако нели Брисел честопати сугерира тоа да не се прави. Како вие го доживувате процесот на носење на нови закони? Видете, пред се треба да имаме предвид дека и кај нас имаше принудна состојба во која што моравме под вонредна состојба да донесуваме како влада уредби со законска сила. Тоа беше неопходно за да се справиме успешно со таа фаза на кризата која што беше во времето кога собранието не беше функционално. Мислам дека фактот што немавме собрание кое што беше функционално некаде од март годинава па до септември практично, придонесе многу закони да одат по скратена постапка затоа што поради долгото незаседавање, речиси полагодишно незаседавање на собранието, се јави потреба од забрзано законодавство за да можат некои мерки побрзо да се имплементираат, особено оние мерки кои што се однесуваа на економско справување со ковид кризата, здравствено справување со ковид кризата и обезбедување на целосна функционалност на образовниот систем и на системот на социјална заштита. Затоа мислам дека оваа година беше вонредна по многу нешта и не треба да се зема како репер за законите во скратена постапка. Ако имаме предвиди дека имаме неодговорна опозиција која што се обидува на секој чекор да ги блокира, дури и оние закони кои што се од општ интерес без разлика на политичката припадност, тогаш само можеме да кажеме дека уште повеќе е оправдано поднесување на закони во скратена постапка, иако се согласувам, секогаш треба да внимаваме и да преферираме редовната постапка, но во вакви ситуации веројатно и немаме друг излез. Како ги коментирате случувањата во ЕУ од аспект на поставеноста на двете земји членки, Унгарија и Полска, кои одбиваат клаузула за владење на правото? Навистина ова е сериозна тема и Жежо Костен и во рацете на актуелното претседателство веројатно ќе продолжи понатаму, затоа што е тема која што трае. Она што е битно е што владењето на правото како принцип не е само тема кај нас, туку е очигледно тема и во Европската унија и во многу поразвиени држави и системи од нашата. Веќе подолго време тлее таа разлика во пристапот или во погледот на одредени држави, како што се Полска и Унгарија по одредени прашања, особено во делот на заштита на човековите права, личниот избор на жените, родовата еднаквост и така натаму.
она што е битно и за нас како кандидати, меѓутоа и за државите членки, е дека ЕУ се обидува да го наметне владењето на правото како врвен принцип без кој нема да може една држава членка да функционира во системот на ЕУ. Еврокомесарката Јурова, надлежна за европски вредности и транспарентност, укажа дека Европската комисија го поднесе својот прв извештај за владење на правото и дека во него е изречена остра критика кон Унгарија и Полска, но значителни дефицити или да речам недоволни залагања постојат и во други држави од Европската унија, дали Романија, Бугарија или други, не е важно. За нас е важно дека да сме свесни дека ова ќе биде врвен принцип и за нашето пристапување, но и откако ќе станеме членки, дека нема бегање од принципот на владење на правото. Различните погледи согласно уставните традиции на државите се можни, меѓутоа сепак мислам дека постојат една демократска срж, една демократска суштина без која не можеме да кажеме дека еден демократски систем се одржува. Инаку, она што исто е добро да се знае, за јавноста да го знае, дека на членките на Европската унија кои не го почитуваат владењето на правото, во иднина им се заканува опасност да останат без фондовите од унијата. Ваквиот договор меѓу Европарламентот и Советот на ЕУ беше причина за жестоки реакции на одредени држави членки. Да, ова е прв пат нешто вакво да се случува и прв пат е да се размислува за ваков механизам на казна. Мислам дека оваа битка е клучна за воспоставување на владењето на правото како принцип. Ние секогаш сме биле на таа страна на почитување на владењето на правото, секако уставните традиции на секоја држава се земаат предвид, но како што спомена веќе, суштината на еднаквото важење на законот за сите, суштината на троделбата на власта на извршна, законодавна и судска сепак остануваат како некој битен елемент и ние со таа инспирација, со инспирацијата од тие вредности ги градевме нашите држави од југоисточна Европа, од Западен Балкан и пошироко, верувајќи и работејќи на имплементација на овие вредности. Ова е широка тема и процесот на имплементирање ќе биде исто така долг. Ние ќе бидеме тука да го следиме. Ви благодарам за учеството и за овој краток разговор. Благодарам и вам за поканата. Јас бев вработена во приватно училиште и бев бремена. Меѓутоа во еден момент ми се случи вкочането на кичмата до неподвижност. Тоа го пријавив на мојот работодавач. Во краткиот период кој што следуваше, јас добив отказ. Работодавачот не смее да го откаже договорот за вработување на работникот за време на бременост, раѓање и родителство, за време на сместување на дете кај посвоител, отсуство од работа за родителство од страна на татко или посвоител на дете, искратено работно време поради грижа за дете со развојни проблеми и посебни образовни потреби, и спреченост за нега на дете до 3 годишна возраст. Кога на човек му е направена неправда, очекува да има некој кој што ќе го слушне неговиот глас, ќе слушне неговата страна. И првенствено, она што го очекував од судот беше тоа, да бидам ислушана, а потоа судот да констатира дискриминација на работно место по основ бременост и да постапи соодветно. За жал, ниту едното, ниту другото не се случи. Но јас немав доволно простор да се искажам, да ги изнесам моите факти. Имаше чести упаѓања во збор од страна на судот и некакви констатации од страна на судот, значи за време на мојот исказ, кои што беа, повторно ќе кажам, дефокус од главната тема.
ќе прочитам оваа реченица од на првотужениот, повикувајќи се на член 101 став 1 на првотужениот, повикувајќи се на член 101 став 1 од закон за протек на време, дека договорот на тужителката во ниту еден наврат не ја наведуваат тужениот во ниту еден наврат не ја наведуваат бременоста што наводите во тужбата за дискриминаторско поставување, што наводите во тужбата за паушални и непоткрепени со докази, се неосновани, паушални и непоткрепени со докази. За жал, овој предмет заврши негативно и првостепено и второстепено. Имаше слична ситуација во која што два пати сличен, да не речам ист предмет како овој Искра, заврши позитивно два пати во првостепениот суд, па потоа апелација целосно ја приначи одлуката и одлучи негативно. Во конкретниот случај, судот утврди дека тужениот имал однесување како постои намера да се дискриминира тужителката поради нејзиниот личен статус, семејна и брачна состојба, односно бременост. Во ситуациите кога бараме утврдување на дискриминација, каде што сакаме да се утврди дискриминација по основ на бременост, личен статус бременост, тие предмети, бидејќи е работен спор, се доделуваат на судиите кои што судат работни спорови. И во многу голем дел од ситуациите, судиите не се впуштаат во прачитување на предметот кој што е основ на тужбеното барање, утврдување на дискриминација, туку се впуштаат во разгледување на работните односи помеѓу работникот и работодавачот, односно тужителот и тужениот. Незаконски е да се отпушти вработена бидејќи е бремена, или таа да се испрати како технолошки вишок, или да се искористи нејзиното заменување на породилно отсуство, за да се оправда нејзиното отпуштање. Конкретно во случајот на Искра, судот не се впушти во оценување на фактичката состојба во моментот кога на неа не е бил продолжен договорот за вработување. Мајчинството и создавањето на семејство треба да бидат клучот, нели, за едно општество како вредностен систем, и токму таа жена која што изгубила работно место практично обесправена и во голем дел од случаите остануваат без заштитата која што е потребна да се даде од страна на државата и од страна на судовите. Македонското здружение на млади правници досега пред судовите стратешки има застапувано 4 предмети за нееднакво постапување во работните односи и дискриминација на бремени жени. Од нив 3 се завршени негативно и 1 позитивно. Правната сигурност е прва, односно поединачената судска пракса е онаа која што ќе им дозволи на граѓаните да имаат поголема сигурност и да имаат поголемо да гаат поголема надеж дека судовите ќе донесат одлуки какви што тие заслужуваат. Мене не ми беше повредено само едно право, правото на бременост. Туку мене ми беше повредено и правото на боледување и правото да бидам известена дека работодавачот планира да го престане мојот работен однос. Така што овие 3 нешта беа комплетно занемарени и од првостепениот и од второстепениот суд, и повторно ќе кажам, тоа е многу сомнително однесување и непрофесионално. Низ годините што следуваа, дознавав за се повеќе вакви случаи и лично, да, ми се имаат обратено неколку девојки. Меѓутоа ми се имаат обратено, како да кажам, во тајност. Нели, со оној муабет, ова е меѓу нас, доста исплашени, многу разбирливо, со оглед на тоа како стојат работите, нели, во нашата држава. Едноставно им требаше поддршка во однос на тоа како јас сум постапила, какви се можности постојат, каде да се обратат за помош. Пред Основниот граѓански суд Скопје од 2015 до 2020 година заведени се 10 предмети врз основа на дискриминација поради бременост, родителство и мајчинство. Позитивно се завршени 3, негативно се завршени 4, повлечени се 3 предмети. Сите одлуки се правосилно завршени.
Знам за случаи кои што позитивно завршиле. Меѓутоа, да, јас немам доверба во нашиот правен систем од ова искуство. Како би постапила сега, знаејќи го сето ова, нели? Најверојатно не би се обратила повторно на суд. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа не значи дека треба да молчиме, не значи дека не треба да се обраќаме онаму каде што се нуди помош. Се додека молчиме, повеќето од нас, неправдата ќе обстанува. До 2030 година да се реши проблемот со бездомниците во ЕУ, побара европратениците од Европската Унија и државите членки во резолуција која ја усвоија на крајот на месец ноември. Европратениците бараат ЕУ рамка за национални стратегии и ги повикуваат државите членки на декриминализација на бездомништвото и продолжување на мобилизацијата на средства за решавање на тој проблем. Потсетуваат дека домувањето е фундаментално човеково право, но и дека секоја вечер во Европа повеќе од 700.000 лица спијат на улица, што е зголемување за околу 70% во последната деценија, а корона кризата дополнително може да ги зголеми овие бројки. Инаку бездомништвото е едно од најтешките форми на сиромаштие. Луѓето кои спијат на отворено често се соочени со насилство и дискриминација, што влијае на останатите основни човекови права, како пристап до здравствена нега и образование. Затоа членовите на Европскиот парламент бараат од ЕУ решавањето на бездомништвото да биде приоритет. Нови мерки за промоција на поправка и продолжено искористување на производите бараат европратениците и го поддржуваат пазарот на користена стока и локалните сервиси. Во резолуцијата која ја усвои Европскиот парламент се предлагаат конкретни чекори за промоција на одржлива потрошувачка на единствениот европски пазар, вклучително и правото на поправка. Европратениците повикуваат на право на поправка, што би значело поправките треба да бидат лесни и ценовно достапни. Бараат подобар пристап до информации за поправка, промоција на поправки дома, поддршка на локалните независни сервисери и гаранција за поправка на производ. Сакаат да го решат и прашањето на интелектуална собственост, со кое е оставено правото на поправка само на дизајнерот или дистрибутерот. Во усвоената резолуција на Европскиот парламент се наведува дека постоечкиот систем на застарување и неможност на пристап до резервни делови, информации за гаранција и можност за поправка ги присилува луѓето на купување нови производи наместо поправка на старите. Според истражувањето на Евробарометар, 77% од европјаните се обидуваат да ги поправат производите кои ги поседуваат пред да купат нови. Голем број на аеродроми во ЕУ бележат драматично намалување на бројот на комерцијални летови во периодот јануари-октомври 2020 година, споредено со истиот период минатата година, покажуваат податоците на Евростат. Ваквите резултати пред се должат на рестриктивните мерки кои ги воведоа државите со цел спречување на ширењето на пандемијата со COVID-19. Иако обемот на влијание и патот до закрепнување е различен кај државите членки на ЕУ, во периодот јануари-октомври 2020 година, најголем пат на бројот на комерцијални летови е регистриран во месец април, и тоа кај 21 држава членка на ЕУ. Најголемо намалување на бројот на комерцијални летови е регистрирано кај главните европски центри за воздушен транспорт, и тоа Франкфурт пат од 58%, Париз Шар де Гол пат од 55%, Амстердам Шипхол пат од 53%. Аеродромот во Минхен има намалување на бројот на комерцијални летови за 63%, а Мадрид Барахас за 60%. Со примена на едноставни мерки за заштеда на енергија, може да се намалат сметките во едно домаќинство до 20%, а при тоа да се подобри комфортот во домот и да се придонесе за подобра животна средина. Без разлика дали се работи за сопствен или изнајмен дом, важно е да се разбере потрошувачката на енергија и да се откријат можните начини за нејзина заштита. Со цел да им помогне на граѓаните на Даблин, тамошната агенција за енергетика разви комплет од 5 лесни за употреба практични алатки, мерни инструменти и 6 вежби. Со комплетот алатки, граѓаните преку интерактивен начин имаат можност да спроведат самостојно енергетска проверка на домот и да го откријат најлесниот и најефективен начин за намалување на потрошувачката на енергија. Со алатките се покриваат клучните области на користење на енергија во домовите, како загревање на просторот, топла вода и потрошувачка на електрична струја. Дополнително, со алатките граѓаните може да идентификуваат стандардни проблеми како недостаток на изолација, слаба вентилација или неефикасни апарати во домаќинство.
Во комплетот се вклучени термометар за фрижидер и замрзнувач, термички детектор, мерач на температура и влажност, приклучок за мониторинг на енергија, клуч за радиатор и штоперица. Со користење на алатките од комплетот може да се намали емисијата на јаглерод диоксид до 1000 килограми, заштедувајќи му на домаќинството до 450 евра годишно, што е добра вест и за паричникот на граѓаните и за животната средина. Комплетот за секој граѓанин е достапен преку јавните библиотеки во Даблин, каде може да го позаемат на 2 недели и да го користат во нивниот дом. Следната недела се гледаме со уште една важна тема и важно поглавје од процесот на европските интеграции на истата фреквенција и во истиот термин. Гледајте Агенда 35 и останете со програмите на Македонската телевизија.